На 5 ноември 1940 година, Кралевина Југославија, во чиј состав се наоѓаше и Македонија, иако се уште не беше вовлечена во Втората светска војна, Битола беше бомбардирана. На два пати најјужниот дел на тогашна Југославија доживеа моменти од крвавата Прва светска војна. Од бомбите загинаа десетина, а беа ранети над 20 луѓе. Овој настан, иако мина крваво, некое време се криеше. Тогашната влада на Југославија, стационирана во Белград, оптоварена со мислата дали да се вовлече во кругот на фашистичкиот лагер, не сакаше да се замери со Италија, чии авиони без никаков повод и причина ја бомбардираа Битола. Ова е сеќавање на уште еден настан кој ја крена на нозе Битола, настан кој всушност беше предвесник на Втората светска војна на овие простори. Пред Битола да биде бомбардирана, како и многу пати во Првата светска војна, Европа веќе живееше во воена грозница. Балканските и Првата светска војна не беа заборавени, а веќе се подготвуваше нова војна, во светот позната како Втора светска војна, која по пустошењата, жртвите и ништењето на материјалните добра ќе ја надмине Првата светска војна, за која дотога се велеше дека била најкрвава. За Втората светска војна има повеќе причини. Решенијата донесени на Версајската конференција, како и Берлинскиот конгрес, не беа прифатени подеднакво од сите народи. Во вирот на Првата светска војна исто така се создаде и првата социјалистичка земја на светот. Советскиот сојуз представуваше потенцијална опасност, речиси за сите буржуазски, односно капиталистички земји. Со маршот на Рим во 1922 година на власт во Италија дојде Бенито Мусолини. Тој ја создаде и првата фашистичка партија во Италија. Мусолини се занесуваше со желбата да ја обнови некогашната Римска империја. Десет години подоцна, односно во 1933 година, во Германија на власт дојде Адолф Хитлер. Хитлеровата доктрина беше нов поредок на земјата, односно воспоставување на Третиот рајх. Под девизата борба против болшевизмот се формира тројната оска Рим, Берлин, Токио. Иако веќе низ Европа се чувствуваше мирисот на барутот, сепак западните земји не обрнуваа внимание на вооружувањето на Германија и Италија. Охрабрени, Германија и Италија набргу ги започнаа освојувањата. Германија во 1938 година кон себе ја припои Австрија, а истата година беше распарчена и Чекословачка. Во 1939 година Хитлер изврши ненадеен напад и врз Полска. Со ова беше означен почетокот на Втората светска војна. Оваа војна всушност ја означи Јапонија, која ја зазеде кинеската област Манџурија и некои крајбрежни делови на Кина.
Западот се уште како да не веруваше во тоа што се случуваше на зимината топка. Оставен да прави што сака, Хитлер ја започна воената кампања против малите европски земји Данска, Холандија, Луксембург и Норвешка. Потоа, во 1940 година, наред беше и Франција. Што се случуваше во тоа време во Југославија, која по завршувањето на Првата светска војна ја имаше и Јужна Бановина, односно дел од Македонија. Романија, Унгарија и Бугарија се присоединија кон Тројниот пакт. Прашање беше што ќе направат кралствата Југославија и Грција. На 6 април 1941 година двете земји беа нападнати и за 2 недели окупирани. Но Битола војната ја наследи дури 6 месеци порано. Јас бев мал дете, иако сум роден 26-та. Стариот мој татко ми имаше купено од пазар кромит. Ме зеде да го однесам дома кромито, а тој ојде на работа, тогај ја градеше денешното економско училиште, како болница да биде за дивизијата. Од и дивизијата стариот мој ја градеше, беше предузимач војни. И сите згради, речи си, што војската ги градеше, тој беше предузимач. И го зедов кромидо и одам за дома. Ко дојдов таму кај Стив Наумов школото, тој Вук Караджич, слушам брчи нешто, почнаа да рска бомби, јас со трчање низ еден чикмак таму, кај што седеше Станковиќ, новинар ваш колега покоен, од таму низ едно вратниче кај овој покојниот што кинеше билети тука во театарот и ојдов дома. По неко време дојде татко ми, целиот пеплосан, мајка ми уни што ти е, што стана, вака и вака рече. Една бомба падна точно на влезов, за колку да влезиме во визбата на зградата, рече. И зад мене влегуваше аѓутанто на дивизијата, ми падна во нозете, вели, мртов. Благодарение среќа во несреќа, што се вика, тој штрапнелите сите парчина со плеките ме заштити, јас останав жив, вели. Ете, тоа е сеќавањето мое за тој ден. Пред да кажеме нешто повеќе за последиците од бомбардирањето на почетокот на ноември во 1940 година, да подсетиме дека иако се случи нешто што Битола воопшто не го заслужи, односно иако загина и беа ранети повеќе граѓани на Битола и беше направена поголема материјална штета, за настанот не се зборуваше многу. Така беше тогаш, зашто може да има и некакви оправдувања, но овој крвав настан, за жал, не се спомнува, рече си, никаде и денеска. За него малку може да се прочита во неколку книги издадени повеќе години пред распаѓањето на Југославија. Тоа што овој случај тогаш имаше третман на немил случај или непланирано нешто, не може да ја намали тежината на истиот. Како што рековме, без никакви причини, загинаа и беа ранети луѓе и беше причината голема материјална штета и случајот кога станува збор за третман на минатото на Битола мора да има соодветно место. Со помош на податоците од авторот Томе Ристовски и се разбира со помош на нашата имагинација, ќе се обидеме да ги реконструираме тие тегобни моменти во Битола.
На 5 ноември, вторник, 1940 година, Битола беше под владење на Кралството Југославија. Српски џандарми, војници, бројни службеници што го сочинуваа државниот административен апарат беа секојдневна гледка низ градот. Бидејќи тогаш вторник, како и денеска, беше пазарен ден, особено беа живи битолските чарши. Покрај жителите на Битола во градот имало и голем број жители на селата кои тој ден на бројните пазари во Битола нудеа своји производи. Денот бил неверојатно убав. Кога пазарот почнал да се растура и граѓаните на Битола, покупените намирници или по затворањето на своите дуќани се подготвувале да заминат за дома, а тие што беа од селата да го напуштат градот, некаде околу 14 часот над Битола се појавија авиони. Јас во тоа време бев ученик, намајстор одев и беше време за ручек, добро се сеќавам. Ме пушти мајсторо да си дома да ручам и да се вратам назад. Се горе на горниот дел, кај Курдерес, на идет од градот, едно време слушна бучење. Слушна бучење, се пулам, ќе да беа 3 авиони, ако не се лажам. И гледам надолу околу станицата, пуштаа нешто. Пуштаа почна пука. И мене ми текна, пуштаа бомби. И јас легнав во таа реката, суплашив дете. Легнав во реката, пуштаа некоја бомба таму, дали во градот пуштаа некоја, не се сеќавам точно. Помина известно време, тие завртеа 2-3 пати низ градот, а имав тетка од Грција дојдено, во моментот се најбеше на железничка станица таја. И мајка ми беше таму и татко ми ја испраќа, со возот тогаш работеше за Лерин. И се вратија назад, ми кажува дека бомбардирале италијанците со авиони. И така, то друго, не знам, после се прочу дека бомбите паднаа кај станица, бомби паднале во градот, ваму таму и тоа беше, тоа го памтиме како деца. Немаше многу, имаше неколку, и отепан имаше и ранети. Никој не помислуваше на најлошото. Се мислеше дека се тоа авиони на југословенската авиација. Згоре на тоа авионите летале мощне високо и никој не можеше да ги препознае нивните ознаки. 3 авиони, одеднаш од небесните височини, се спуштиле над градот. Низ улиците на Битола затрештиле митралези, а од небото кон збунетите граѓани полетале и бомби. Битола ја фати паника. На повозрастните во сеќавање во миг им дошле моментите од Првата светска војна. Поучени од таа војна, сите повозрастни граѓани побарале веднаш за сониште по визбите. Авионите, откако ги испразнија шаржерите на митралезите и ги фрлија бомбите во градот, како што дојдоа, така и заминаа. Никој тогаш не можеше да си објасни што е тоа што се случува. Навистина се насетуваше војната, но Југославија се уште не беше директно вклучена во неја. Некои помислија дека тоа се авиони на кралската авиација и дека по грешка фрлиле бомби во Битола, но никој не можеше да си објасни зошто авионите во налети ги митралирале улиците низ градот, но кој имало доста луѓе. Откако граѓаните на Битола малку се подсмириле, 1 час подосна сирените за тревога најавија нова воздушна опасност. На небото над стариот град, кој најкрваво ја мина Првата светска војна, повторно се појавија 3 авиони. Дали беа истите или други, никој не можеше да каже. Авионите овој пат не се задржаа многу над градот, но истурија многу повеќе бомби и направија многу поголема штета. Градот беше многу пожестоко бомбардиран отколку првиот пат. По налетот на авионите беа оштетени железничката станица, офицерскиот дом, поштата, командата на дивизијата, цивилниот аеродром и главната улица на Битола.
Настрадаа и други делови во градот. Се поставуваше прашањето: случајно ли беше бомбардирањето на Битола? Ако беше случајно, зошто се бираат тогаш стратешки објекти во градот? Подосна се утврди дека штетите изнесуваат околу 7 милиони предвоени динари, но имаше и човечки жртви и повредени, и затоа податоците се различни. Еве го списокот на загинатите и ранетите, објавен во весникот Политика. Во Битола има многу граѓани кои во секое време ќе потврдат дека бомбардирањето во Битола навистина се случило. Други велат дека тоа не е точно и дека немало никакви жртви и ранети. Односно дека бомби може би паднале, но не во градот. Така велат дури и при презентацијата на листата на загинатите и повредените, објавена во тогаш најчитаниот весник во Кралевина Југославија, Белградска Политика. Меѓу другите, така мисли и Димче Ѓоргиевски. Па тоа се случи, тоа беше еден прекрасен сончев ден. Градот изгледаше сосема нормално, мирно. Движењето на граѓаните по улиците, во чаршијата беше нормално. И туку еден миг се слушна бучење на авиони и експлозии на авионски бомби, на бомби, поправо. Веројатно помисливме дека се тоа авионски бомби. И одеднаш настана еден метеж голем во градот, еден страв. Јас во тоа време на Охридска улица, местото звано Бујук Шадарван, од Црнмост која ќе се оди кон Цар Самуил, тука во еден дуќар работев. И со голема брзина за тогаш од тие таксисти колку што можеа да возат брзо 3-40 километра, се викаше покојниот Алексо, иначе паничар многу. Застана, одена, закочи, дојде, шо седите бе, станувајте, бегајте, шо е бе, Алексо? Абе, гори градо, гори, вели, абе, шо, ба, фрчат бомби, паѓаат, јас автомобило под мене и побегнав. А фактички, то така не беше, тој панично така изјави, ние си останавме на истото место. По известно време се смири и дојдоа гласови дека градот фактички не е бомбардиран, нема материјални штети, нема човечки жртви. И подоцна се дозна дека тие авиони требало да го бомбардираат Лерин и по грешка ја бомбардираа Битола. И така заврши та работа. 40-та година беше тоа.
Еве што напиша доктор Трајчи Груевски во својот труд Битола на мојата младост, објавен во далечната 1987 година. Втората светска војна беше во ек. Под налетот на германскиот нациофашизам, како кули од карти се распаѓаа и такви империи како Франција. Војната се повеќе се надвиснуваше над Југославија. Војната веќе беше близу и до Битола. Откако во април 1939 година Италија ја беше окупирала Албанија, италијанските војски на 28 октомври 1940 година ја почнаа војната и против Грција. Отпочнаа деноноќни артилериски канонади, што во Битола ширеа страв и безизлезност. Во така мрачна атмосфера дојде кобниот 5 ноември 1940 година, ден кога Битола ненајдено и жестоко беше бомбардирана од италијански авиони. Беше вторник, облјан со мирно есенско сонце. Градот беше полн со селски и други пазарџии. Се ближеше големиот верски празник Митровден, па битолчани и селаните ги исполнија пазарите да се подготват за имендени слави и свечености. Кога веќе почна да се привршува пазарот, на небото над Битола забрмчија 3 авиони, следени од љубопитните погледи на голем број од населението. Авионите го надлетаа градот, а децата трчаа по улиците очекувајќи да испуштат летки и слични реклами. Наеднаш авионите почнаа да фрлаат бомби и со митралези да пукаат низ градот. Настана пекол, се дигна густа прашина и чад. Експлозиите беа заглушувачки. Отпочна паник. Луѓето како безглави трчаа барајки за солниште. Од една страна, стравот ги тераше да се скријат, од друга љубопитството ги влечеше да видат што навистина се случува. Но сето тоа траеше кус. Откако го истрошија смртоносниот товар, авионите одлетаа од кај што дојда, од зад границата. Во градот продолжуваше вистински метеж. Се чинеше дека се живо излезе на улица. Се раскажуваше и се прераскажуваше кој каде бил, како видел и што видел. Никој не знаеше чии беа авионите и зошто го бомбардираа градот. Се пуштаа гласови дека авионите ќе дојдат повторно. И навистина само 2 сата подосна, на небото над Битола повторно се појавија 3 авиони. Отпочна уште пожестоко бомбардирање и митралирање на градот. Последиците од овие 2 бомбардирања беа страшни. Загинаа 9 луѓе, а раните се 26. Од ранетите 1 умре, така што овој пиратски напад одзеде вкупно 10 животи. Оштетени се повеќе јавни згради, офицерскиот дом, железничката станица, поштата и други. Бомбите не погодија ни една зграда директно, ама шрапнелите и тешките митралези ги оштетија прозорците и покривите и фасадите. Сред населението завладеа ужас. Се обновија мачните спомени од Првата светска војна. Во големи групи луѓето почнаа да го напуштаат градот и да бараат за сониште во блиските села. Дел од младите ги влечеше љубопитството и ги посетуваа местата кај што паднаа бомбите. Трајан ја виде глетката кај мала станица, каде што беше отепан еден селанец, а воловите покрај него лежеа растрбушени со очите отворени и полни со страв. Во печатот и преку радиото се дадоа податоци за жртвите и материјалната штета. Весникот Политика на првата страница со големи букви објави статија под наслов «Битол, град мученик», поврзувајќи го воздушниот напад со Првата светска војна. Тој весник отпочна акција за собирање парична помош за постраданите во Битола, во која набргу беа собрани околу 2 милиони тогашни динари.
Официјалните органи не ја кажаа веднаш вистината за катастрофата на Битола. Се соопшти дека се формирани стручни комисии за да утврдат чии беа авионите и колкава е штетата. Иако од неексплодираните бомби што беа фрлени на Битола беше јасно дека авионите беа италијански, се настапуваше претерано предпазливо и понижувачки. Кралската влада на Југославија со преголема тактично се обрати до силите на Тројниот пакт, молејќи ја Италија и таа да отпочне истрага. Конечно, Италија призна дека авионите беа нејзини, но нападот го оквалификува како забуна. Званично Италија даде коментар дека грешката може да се оправда бидејќи се наоѓа на грчко-албанско-југословенското тромење во планинска област. Комунистичката партија на Југославија нападот на Битола го оцени како воена провокација со која се сака Југославија да се присили да стане членка на Тројниот пакт. По овој воздушен напад на Битола се отпочна со интензивирање на подготовките за војна. Околу Битола се стационираа нови, тогаш купени против авионски топови, од кои два беа близу Боримечка, едниот на местноста Тумба, источно од Гургур-Чешма, а другиот на Тумбекаве. На аеродромот беа поставени приземјени два авиони ловци, а се воведе постојано дежурство кај сирените за узбуна. Покрај тоа, на јавните згради беа инсталирани против авионски митралези. Во наредните месеци Битола беше буквално во војна. На повеќе пати ноќе се даваше узбуна преку сирените, а против авионската артилерија трештеше. Еднаш дење, еден странски авион се доближа до Битола, меѓутоа југословенските авиони ловци го присилија да се симне на градскиот аеродром. Се утврди дека е грчки. Тој беше задржан, а го ослободија откако почна априлската војна во 1941 година. Битола беше во војна пред војна. На градот долета еден германски авион од типот Штука. Се обруши спрема против авионската батерија кај местоста Тумба и бидејќи од неа никој не реагираше, авионот се врати од кај што долета. Тоа што го раскажа доктор Трајчо Груевски во својата книга, сеќавајќи се за младоста мината во Битола, речиси е идентично со тоа што го напиша Томе Ристовски во обемниот труд Битола и Битолско во нов 1941-42 година. Како заклучок ќе кажеме, без оглед дали бомбите паднале во Битола или во нејзина близина, сепак инцидент имало. Факт е дека Битола, Втората светска војна почнала пред кралството Југославија да биде вовлечено во неја. Нам желбата ни беше настанот да го извадиме од заборав, а ако тоа е точно, тој како минато на Битола треба да си најде место во историјата на градот.